Денеска православната црква ги празнува светиот Григорий Просветител епископ Ерменски, светите маченички Гајанија, Рипсимија и други 55 монахињи, светиот Михаил, прв митрополит Киевски. Светиот Григорий Просветител епископ Ерменски, роден во познато семејство кое било во роднинска врска со царската, персиска и ерменска куќа. Кога овие две куќи завојувале меѓу себе, Григорий се оддалечил во Кесарија Кападокиска, каде што прво ја познал верата Христова, се крстил и се оженил. Од тој брак имал два сина, Ортан и Аростан, и двајцата ги посветил на служба на црквата. По смртта на својата жена, Григорий се вратил во Ерменија и се ставил на служба на царот Тиридат. И му служил Григорий верно на својот цар и тој го љубел Григорија. Но кога царот дознал дека Григорий е христијанин, многу се налутил и почнал да го советува да се одрече од верата Христова и да им се поклони на идолите. Не успевајќи во тоа, Тиридат го ставил Григорија на големи маки и потоа го фрлил во длабока јама полна со секакви отровни гадинки за така сосема да го докрајчи. Но Бог, кој се гледа, го сочувал жив светиот Григорий во таа јама полни 14 години. Тиридат потоа го продолжил гонењето на христијаните во царството свое и удрил на еден женски манастир во кој што имало 37 сестри со игуманијата Гајанија. Кога сите со грозни маки ги убил, Тиридат полудел и бил како диво прасе. На сестрата на царот пак и се јавил на сон некој маж пресветол и рекол дека незиниот полуден брат нема да оздрави се додека Григорий не се извади од јамата. Изваден од јамата, светиот Григорий го исцелил и го крстил Тиридат. Потоа Григорий по желбата на Тиридат постанал епископ на Ерменија и со помошта на царот, а најпрво со Божјата, ја просветил цела Ерменија и околните страни со верата Христова. Светиот Григорий го завршил својот многутруден живот во староста, околу 335 година. На негово место за епископ бил поставен неговиот син Аростан, кој го продолжил делото на својот родител, и телесното и духовното. Аростан бил еден од 318 свети оци на првиот Вселенски собор. Светите маченички Гајанија, Рипсимија и другите 55 монахињи биле убиени од Тиридат поради верата во Христа. Светата Рипсимија била со необична убавина, поради што царот Диоклицијан сакал да ја земе за жена. Оттаму и почнало страдањето на сите 37 монахињи. Рипсимија се откажала да појде за царот, затоа што била посветена на Христа, како на свој младоженец. Тогаш Тиридат ја убедувал да појде за него, затоа што бил опиен од нејзината убавина. Но света Рипсимија му се противела со сета сила на царот безбожен. И оној кој кнезовите готски ги победил и персијците ги поразил, не можел да совлада една девица Христова. Разгневен царот ја предал на остри маки. Пошто Рипсимија ја предала својата душа на Бога. По тоа и останатите монахињи биле фатени и со меч биле исечени. Над моштите на овие свети маченички е подигнат познатиот манастир Ечмиадзински близу до Ериван, главниот ерменски духовен центар низ многу векови.
Светиот Михаил, митрополит Киевски. Светиот Михаил, прв митрополит Киевски. На молба на великиот кнез Владимир бил испратен од патриархот Цариградски во Русија, да го крштева незнабожниот народ и црквата да ја утврдува и уредува. Светиот Михаил го крстил народот во Киев, Новгород, Ростов и по многу други градови и села. Ја уредил црквата, поставил епископи и презвитери, го положил темелот на Михаиловскиот манастир во Киев, испратил мисионери меѓу бугарите и татарите, та многумина од нив придобил за Христа. И тоа и многу друго корисно направил овој светител за цели 4 години. Се упокоил мирно во 992 година. Моштите му почиваат во лаврата Печерска.